Jaz sam običan čovjek, s običnim misli i živim običan život. U moje čest nema podignato ni to jedan spomenik. A moje to ime će biti zaboravljeno namrno po moje smrti. No jaz ljubim se osjeto svoje srce i dušu. I za mene to sekogaš beše dobro. Moj život ne je lesno da se opiše. Romantičarite bi go narekli da je ljubavna prikazna, a cinicite tragedija. Spored mene, to je pomalko i od jednoto i od drugo. Bez ogled na to, kako bi go stavili kraj. Herojot na mojot roman. Dozvolete mi, bez uvod, samih da bi go predstavam. Evgenij beše učen, a talent životot mu beše dal, da vide krotot koga zbori, da spomene toj hlakan se i kako se zna i podati. Toj molči koga nekoj stvori. Na dami ko se epigram im krade nasmet kada sram. Со шеги буди невин пол, ту очајне, ту зборот млади мој пол. Штом љубовен ке сета чак, и состано на скришно место ке добие, а тогаш он им дава час со искрен толку. Кокетките во страстки гуши, по невин ке ги фрла плак. Солдовица ли е тој прво, и краде погледи без бой, а потоа збунен, скромен, црвен, започне со разговор. Se slučува, той уште спие. Му носат писма, Боже драг. Зар повтор позив? Тоа ти е. Во тие куќи кане пак. По една бал, по друга слава, а во трета пак и строите права, кај побрзо. Од шумот светски му се лоши, во чувства рано светни слух, од пустош душевна патејчи. Но писмо одеднаш му дојде, да тргне веднаш овој саат. Го викна Вујко му да појде, за заден да се видат пат. Ги прочита редојте неми, за патот далечен се спреми. Го приготви багажот свој и заради пари готов беше на лаги, на воздишки, на се. Bolnička postelja, davanje lekova, miris na bolest i smrt. Koga djavolot ke dojde bome? Штом стигна равнината по босов блед, му платил борч на веков хлеб. По пътята најде многу луѓе, и познати, и многу туѓи. На запад се знае биле. Евгений стана селски жител и господар на крајот сет. И за 3 дни разбра пак од осада, ке пука, ни трак од дворци, од лов, од карти, стихој, шепот. Но тагата и тука последеше по жена својот мел. Владимир Ленски. Млад, убав като цвет, а голем поет. Наивен, но не мајкавен. Си имаше и своја надеж. За љубов пеел, надеж празна. За познанство со Онегин тој повод дал. Се зближија. Бран и камен, стих и проза, мраз и тлам. Неразделни и блиски беа. Од немање што да правиш, пријателство ќе направиш. О, пријател, а ти си тук? Да, овде сум. Ленски, повторно со таа книга во раце. Не знаеш мене, тоа ми е пасија. Туку остави тоа.
Planiraš da ostaneš ovde? Ovde? Može li? Vi iznenaduješ. Ja sam roder tuka. Ne bi odal nikad. A i imam inspiracija ovde. Žena? Ajde Somer, ke me zapozna. Moram da odam. Zar ovde ima kada da se ovo? Ke odam da imam to tramvanje. Ajde Somer. Dobro, a što pravite vi ovde po cijelom? Pejete i svirite na klavir? Evgenij, ajde da odim. Ajde. Olga, počekaj me slobodno ovde. Sedi. Sigurno sam u gradinaka, da gi povikam i veda se vrati. Olga! Da, imаме гости. Еве, слободно запознайте. Евгений Оник, мило ми. А ова е мојата свршеница Олга. Господин Оник, мило ми. Ти благодарам. Pa, gospodine Onegin, živite li u селото? Искрено, не. Здодевно ми е ово. Планирате ли да останете подолго? Знаете, все уште не сум размислувал на таа тема. Сепак треба да донесам добра одлука. Ова е моята друга ќерка, Татјана. Позволете ме да те запознам. Господица Татјана, Евгений Оник, мило. Имате прекрасни книги во вашиот дом. Да, често му читав на Војкови на смртната постела. Мајка ми смета дека книжевноста лошо влијае на мене. Доста љубезно од ваша страна. Кажете ми, кој ви е омилен поет? Франческо Петрарка. Ческо Петрарка. Тогаш ве молам, дозволете. Дојдете со. Јас, господја млада, догледав од лаве. Студена беше, повела и од снег. И говорот неизин, викот, овој поглед. Ја премија толку, што пред овој поглед ќе видат цртовек планин кај мене. Ако љубов не е, што ли сега плака? Ако е пак љубов Боже, каква? Кој е? Добра? Зошто има смрт на бој? Лоша ли? Зошто сега сладко страда? Ви благодарам. Прекрасно читате поезија. Благодарам. И пријателе, како ти изгледа Олга? Олга. Искрено, да сум поет на твое место, би ја одбрал Татјана. Но, што и фали на Олга? Зошто го мислиш тоа? Ти мислиш дека Олга е провинцијалка? Да, мислам, во секој случај ја одбрал Татјана. Туку, остави, дојди со мене на селската чеша. Ајде, Дојди да ти покажам нешто. одиме. Ајде, деца, денес сум добро расположен. Да ја видиме судбината. Ајде, Олга. Ќе се омажи за војник, Олга. Но, мене Лејански не ми личи на војник. Ајде сега ти, Татјана. И ти ќе се омажи за војник, Татјана. Ќе видиш.
имаше такво нешто од тогаш, тајничка. Но како? Си била мажена. Божија волја. Ми ги зема играчките од раците. И разплетија косата и ме однесоа пред олтарот. Што е со тебе, дете? Гледа си. Дали си болна? Не сум болна. Ајде, Бога. Да, ми рече дека ќе се омажам за војникот кој ќе го освои моето срце. Владимир, го подготвувам именденот. Ако сакате, можете да го поканите вашиот пријател да дојде со вас, да не прости. Да, убаво би било. Не знам. Но како? Мислам дека сте пријатели. Ќе му биде мило да дојде со вас. Пријатели. Имаме некои несогласување, но... Политика? Жени? Доколку инсистирате, ќе го поканам. Баш се радувам. Штом така, да почнем со подготовките за именденот. Тогаш, да слушнеме нешто од твојата поезија, Владимире. Секогаш сакам да слушам кога пишуваш нови стихови. И јас? Воред, одиме со мојата последна поезија. Поезијата никогаш не оди без музика. Така е.
ве љубав. И љубовта во мојата душа свет. Не сакам со ништо да ве разочарам. Ве љубам ти, срамежлив. Ве љубам толку искрено, толку нежно. Моја единствена жена. Да, така, да оди. Благодарам на писмото, Татјана. Се извинувам. Не требаше да ви пишувам. Но зошто? Така би се изневериле самата себе си. Не ве одушевивте со вашето писмо. Се воодушевивте? Да, ме одушеви вашата искреност. Ме допре. Но сепак, не би сакал да се чувствувате загрозена со тоа што вашето писмо ќе остане кај. Повелете. Но, ваше, Ве молам, Татјана. ваше. Љубов. Ја омекнува секила. Види, Татјана, јас не сум створен за љубов и брак. Не возбраќате на моите чувства. Не може. Зарем не гледаш кој што води се тоа? Искажување љубов. Пак нежи. Љубовна врска. Семејство. Обврски. Досада. Прелюбов. Зарем тоа е името што ја посакувате? Не, јас верувам во можноста. Во можноста на што? Се извинувам ако ве вознемирив, но ова го зборувам за вашето. Младост. Нормално е секој странец кој ќе влезе во вашето село да предизвика некакви романтични чувства. Жал ми е
ако ве натерав да мислите дека сум некој друг човек. Јас едноставно премногу се сакам себе си, Татјана. Зар ништо не чувствувате? Не. Јага сте и шармантна сте. Полот кој го чувствувате денес, прво ќе полот. Ке исчезне. Ке преболи срцето еден ден, Татјана. Тогаш ке се појави еден принц на бел конј, кој на вистина ќе ве сака и ќе го заслужи местото во вашето срце. Таква ли истина ми предвидувате? Да, тоа сум едноставно јас, а вие го представувате моето срце и карактер такво како што вие сакате да бидете. Премногу верувате во љубов и бајки. Тоа не сум јас. Всушност, никогаш не сум имал желба да го сменам. Мислам дека е време да одиме кај Господ. Во овој миг вие се проколнахте себе си. Дали барате нешто, господине Онегин? Вас. Може ли да го добијам следниот панц? Уште еден се Евгений. Што правиш, Онеги? Зарем не гледаш? Танцувам со Олга. Па ја заведува жената што ја сакам. Да, слеп си. Твојата жена е млада и лесна. Може да заврши во сечи и преградки лески. Штом стигна дома, Ленски веднаш, и што ли те ги прегледа, да ја брани честа на својата љубов клета. Ми недостасуваше. Каде беше? Те барав насекаде после забавата. Каде исчезна? Си заминав порано. Те молам прости. Нема потреба од простување. Ете, не требаше да танцувам со него. Љубоморен си? Олга, ти за мене си цел свет. Знаеш, нели? И ти за мене. Љубов моја. Због. Ленски, се извинувам. Не требаше така. Ленски, зарем се ова е неопходно? Ја навреди честа на жената што ја сакам.
Ова е недоразбирање. Те молам. Нема недоразбирање. Нема прошка. Владимире, може да заврши и без ова. Те молам со верни човек. Ова е за Олга! Прости ми, приятел. Не, зошто ова се случи, зошто? Прости ми те, мола, прости ми. Јас сум виновна за се, прости ми те, сакав, на вистина те сакав. Прости ми те, мола, прости ми те, мола. Јас сум виновна, на вистина те сакав, не ме оставите, мола. Знаеше дека дел од неа за секогаш ќе остане со него. Таму каде што се разделија оној ден, останаа неговата гордост, незината тврдоглавост, пропуштената шанса и едно ветување. Имаа се, а избраа ништо. Еден млад живот згасна. Беше полн со љубов. Беше веријан. И сакаше оца. Пара. Шекспир. И неговата Олга. Беше исполнен со брилјант и со убави. Јас, кој сум сега јас, на моите раце има крв. Од пријател, ми сакаше исто како брат. Живеа во брак. Јас не знам што е пријател. Јас не знам што е љубов. Всушност, јас не знам да сакам. Уживам своето проклетство. Се што ќе добро за црно. Ѓаволот дојде во мене.
Каде да ода? Каде да побегам? Каде да се скриjem? Има ли пат каде да тргнам? Има ли град кој ќе го скрие мојот грев? Ќе се простане некогаш сами од себе си. Проклетство! Смрт. Тага. Празнина. Кајање. Ова не е крај. Поносиме нашиот јунак по други патишта. Каде? Москва. Евгений! Людмило! Кога стигнавте? Пред една недела, може би и две. Но Родино, каде бевте? Патува. 6 години. Зарем светот е толку интересен. Понекогаш, да. Ви честитам на вашиот брак. Ви благодарам. Се пак, тоа беше пред 3 години. Се извинувам. Сакам да ви пишувам. Роднино, таму има една девојка во Зеле. Која? Дојдете со мене, веднаш ќе ве запознам. Драга, ова е мојот родник, Евгений Онегин. Господине Онегин. Миломира. Вие ќе се сретнаме. Вистина? Да, Родино. Ќе видов. Не можев да препознам дали сте вие. Па, јас си сум. Извинете, Онегин, Татјана е мојата сопруга. Се извинувам. Се извинувам. Ви честитам. Ви честитам и на двајцата. Татјана, дали би му подарили еден танц на нашиот стар после? Јас не играм никогаш. Вистина е, не игра никогаш. Срцето не е весело. Најдраг, извинете ме. Морам да одам. Роднино, жал ми е. Не знаем дека тоа е вашата невеста. Ве молам, простете. Простено. Сакам. Моето сърце не може да издържи без вас. Морам да ви пиша. Морам да пиша.
гледам презирот во твоите очи, кога би дознала за мојата скришна тана. Кога прв пат случајно се сретнавме, стогледав нежност како звезда сјајна. Но не се осмелив да поверувам во неја. Потоа загина Ленски и тоа не оддалечи поглед. Своето срце го оддалечи се што сакам. Безкорен, отуѓен од сите. Мислев дека слободата и мирот ќе ни ја заменат среќа. Господе, колку сгрешив! Како бев казнен! Не бев покрај тебе да уживам во твојата наследа. Во секој трепет на твоето око. Да живеам од совршенството на твојата душа. Да го слушнам твојот глас, он со копнеш. А тоа е блаженство. Но јас бев далеко од тоа. Моето време минува. Секој ден и час е драгоцен. Пак се давам во тоска. Секој ден е пустина. Освен ако се разбудам со мислата дека ќе ве видам. Само кога би знаела каков пламен во мене гори и како со разумот се трудам да го скротам. Се предам. Не можам да се борам против своите чувства. Целосно зависам од тебе. Евгений. Кој беше тоа, драга? Твојот роднина. Што пишуваше? Сакал да ме посети некогаш. Но зошто го фрли писмото? Не е потребно да го задржи. Трепериш. Добро ли си? Студено ми е. Знаеш дека те сакам, нели? Ти благодарам што си покрај мене. Нешто те мачи. Кажи ми те мова. Не е ништо. Важна си. Легни си. Треба да се одмориш. Дали си среќна со мене? Ти си многу добар човек. Добра ноќ. Добра ноќ. Зошто дојде овде? Морам да те видам. Прости ми. И те замолам да си одиш. Не можам. Но зошто? Кажи ми зошто ме прогонуваш? Затоа што те сакам. Те сакам. Што мислиш дека е ова? Момент на триумф? Афера? Кракодрен скандал? Не. Но зошто? Зошто оваа промена? Затоа Зошто што начето следва толку те потресе? Затоа што кога повторно те видов, како да се видов себе си. Не. Грешиш на начинот на кој
кој ме гледаш. Само ти така ме гледаш. Све сум тоа. Не, Ето ще послушам. Пред толку години. Ја знам дека ти често се однесуваше кон мене. И не те обвинувам. Татјана, те молам се, слушај. Но зошто? Затоа што сега сум богата. Дали сега сум доволно позната и богата за тебе? Евгений, мора да знаеш. Овој живот, цел овој живот, се овој раскош. Овој живот е празен. Цел ова полубене. Би го заменила за животот кој некогаш го имав. Таму, на село. Татјана, кажи ми дека не чувствуваш ништо. Мојот маж стои е горе. Кажи ми дека ме сакаш. Некогаш те сакам. Одамно. Значи не си заборавил. Вистинските чувства не се забораваат. Татјана, те преколнувам, биди со мене. Еднаш ми рече дека моето срце ќе преболи. И твоето ќе преболи, Евгений. Преболен! Преболен! Дали твоето срце преболе, Татјана? Преболен! Ме боли. Се уште ме боли. Зошто, Татјана? Зошто се уште те боли? Зошто? Затоа што е доцна. Да, премногу е доцна, Евгений. А близко сликата ни беше. Спаси ме. Спаси ме, Татјана, спаси ме, Не те можам молам. да те спасам. Мораш да ме спасиш, спаси ме, те молам, Не мораш. можам да те спасам. Мораш. Кажи ми дека ме сакаш. Кажи ми дека ме сакаш. Те молам. Кажи ми. Излажи ме. Кажи ми дека ме сакаш, те Те молам. сакам. Навистина. Сакам. Но јас сум жена на друг човек. Удадов збор и му бидам верна докрај. Те молам, мораш да си одиш. Оди и не доаѓај повеќе. Не можам повторно да те гледам. Жал ми е. Си отиде. Од робија чина. Евгений како грмнат стои. Сред срце сети дури мина, а во нив то не си оттори. Тешко е. Тешко е. Кога го чекаш денот, не знаеш кога ќе дојде. Тешко е кога си сам. Не достигаат сините очи, и синиот глас, синото срце, синото лице. Тешко е. Кога не знаеш кое е битието за твоята подобра любов. Тешко. Тој бол е го посакувал на викот. Бидејќи тој бол не е за луѓе. Многу го сакаш. Тоа премногу ако ме прашувате. Мислам дека ни самата не знаеше зошто и како
Ljubеше drugi, но я немаше таа искра во очите и таа насмевка на лицето, колку го збруваше со него. Причината зошто толку боли кога се разделуваме е затоа што нашите души се споени. Може би секогаш били и ќе бидат. Може би сме живееле илјадници животи пред овој живот и секогаш сме се наоѓале еден со друг. И може би секогаш сме биле присилени да се разделиме поради истите причини. Кога некогаш повторно те сами, нема да ми недостасуваат твоите очи, нема да ми недостасува твоето лице, нема да ми недостасува твоите уста, нема да ми недостасуваш ти. И се недостасувам самиот себе си, како што ти ме правиш да видиш.